Кога Јана Белчева Андреевска ја премина линијата од граѓанскиот активизам во политиката, знаеше дека влегува во експеримент. Политичката агенда ја немавме. Ние ја имавме агендата на тоа дека сакаме овој простор да го видиме да биде поубав, поспокоен, побезбеден. Незината смиреност изненадува. Сепак се бори против профитирањето од градењето на најатрактивните градежни локации во земјата, центарот на Скопје, бидејќи приоритет се здравјето и безбедноста на граѓаните. Но јасно е дека од оваа страна борбата е многу поинаква. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. Една од спорните точки за кои реагиравме како здружение кога го гледавме предложениот план за Дебармаало беше и ова парцела позади мене, која е парцела за која намената беше хотел, кој требаше да биде хотел од 21 метар висина, за кој, како што гледате, тука е една слепа улица. Решението за паркирање би било многу сложено и за застанување, кога и во овој момент веќе е ваков сообраќајен метеж. Нашата борба како здружение започна анализирајќи го планот кој беше предложен за Дебармаало. Ние во тој план најдовме многу недоследности. Белчева зад себе има граѓанско здружение и мнозинство во Советот, до себе политичка партија и општинска управа, а пред себе згради. Многу згради. Дебармаало, Холидей Ин, Олимписки, Капиштец, Крњево, Илинденска, Скопје. Со години се зборува дека центарот на Скопје стана бетонска џунгла, зграда врз зграда, не може да се дише. Но таму се уште има многу места каде што е планирано да се гради. Масовното градење не значи одземање само на просторот каде што се гради зградата. Тоа значи дека повеќе луѓе ќе користат една околина, ќе се движат, ќе паркираат, ќе се приклучат на инфраструктурата. Параметрите на изграденост се надминувани многу пати. Бројот на жители кој е предвиден далекузажно го надминува бројот на жители што е предвиден со генералниот урбанистички план. Потоа воопшто не се сметала потребата за јавен простор на жителите кои живееле таму. Зеленилото е занемарувано во целост, многу често не е ни пресметувано. Да не кажам дека како резултат на сето тоа се појавуваат проблеми и со паркирањето. Граѓаните се несвесни практично за ризикот кога купуваат стан во некои делови на градот, бидејќи таму не се размислувало воопшто за проводност на служби на итна помош. Она што Белчева и незиното здружение се обидуваат да го постигнат е да го поништат принципот. Штом има место, може да се гради. Ние сега сме на една раскрсница што можеме да поправиме од сите наследени состојби. На раскрсницата веќе не се само истомислениците од здружението. Тука се советниците, како представници на 50.000 граѓани, жителите, собствениците на имоти, инвеститорите. Сепак, забраната за издавање градежни дозволи се продолжува повеќе пати. Мораториумот е една сепак политичка одлука, со која ние сакавме да направиме замрзнување на состојбите што ги наследивме во момент во кој сите сме свесни за тоа неудобноста во градот во кој живееме. Притисок за да се укине мораториумот има не само од надворешни фактори, туку и од советници на мнозинството. Притисоците, мислам дека се нешто што сите ние како
како луѓе кои се занимаваме во различни области, треба да знаеме да се носиме со нив, ама треба да бидеме спремни да не отстапуваме од принципите на со кои сме влегле. За да се донесе детален урбанистички план, тој треба да помине низ стручните служби на општината, овластена компанија за изработка, Министерството за транспорт и врски, град Скопје, локалната јавност на јавна анкета, други надлежни институции, комисија на Советот на општината, Советот на општината. Само ако сите тие замижат, може да се донесе лош дуб. Советот на Центар има одбиено дуб што бил прифатен од сите претходни институции. Ваква одлука за неприфаќање на измена и дополнена на дуб или на дуб, кој претходно поминал многу инстанци во државата, кои требале да ги се огледаат овие причекарувања или непостапувања или незаконитости што ги најдовме, не се случила до сега. Иако велам, ние сме само крајниот сегмент од системот на донесување на урбанистички планови. Со секое ново гласање, рокот на мораториумот се продолжува за 3 месеци. Секогаш има некој што се надева дека тоа ќе бидат последните 3 месеци. Но претседателката има поинаков рок. Тогаш кога ќе се направи корекција од страна на планирите, полека мораториумот ќе престанува да важи, односно ќе продолжат да се извршуваат нови планови кои ќе нудат подобар квалитет.